Почитувани, добра вечер. Вие сте со анализата на телевизија 24. Со преименувањето на 136 институции, Преспанскиот договор од хартија влезе во реалноста на македонската политичка сцена. Ова преименување од низа институции ја тргна и придавката македонска, македонски, македонско и поголем дел од тие институции сега стануваат национални, а на дел од нив се става и целосното сега име на државата, значи Република Северна Македонија. Но она пременување согласно менувањето на придавката отвара најмногу прашања во однос на идентитетските прашања во однос на Преспанскиот договор, оние кои беа наметнати од самиот почеток, од неговото создавање и во претходницата на неговото создавање, па и денеска, и за овие прашања најмногу ќе разговараме со нашите вечерашни гости. Тоа се академикот Катица Ќулавкова и добро вечер. Добро вечер. И долгогодишниот новинар и уредник Зоран Иванов. Здраво. Добро вечер. Почитувани, како што кажав, се менуваат имињата на 136 државни институции, а некои од нив, меѓу кои се и македонската телевизија, македонската наука на уметностите, македонската опера и балет, да речеме, македонската информативна агенција и низа други кои ја имаат придавката македонски, ја губат таа и сега најголем дел од нив ќе станат национални во сооднос на некои исклучоци како што се македонскиот театар или да речеме музеот на македонската борба. Професорке, ова решение според владата не задира во идентитетот, не се менува според договорот и објаснувањето дека на некој начин контекстот на ова менување е и приближување кон концептот на граѓанска држава. Како вас ви се чини? Многу одговори може да се дадат на ова прашање и особено на тврдењето на владата дека преименувањето на државните институции од различен карактер и од различно ниво во државава не влијае или не е последица на некаков договор по однос на идентитетот. Јас мислам напротив дека секоја промена на името имплицира, подразбира некаква тенденција да се редефинира идентитетот, било на едно лице, на еден субјект, на една држава, на еден народ и така натаму. Она што прво сакам да го кажам е следното. Преспанскиот договор, не знам од кои причини, не знам во кој момент, меѓутоа покажа дека преговорите излегоа од зададените рамки кои се почитуваа со децении, а тоа беше да се преговара за разликите околу името на државата. Одеднаш влеговме во една сфера на сосема други дебати, тоа е сферата на идентитетот. И токму овој закон со кој што се преименуваат институциите говорат за тоа дека нели е многу битен аспектот на идентитетот и особено на македонскиот идентитет. И сега вие велите дека сакаат нашиве државни органи и лидери да упатат нели на граѓанскиот карактер на државата. Па ние ако имаме, тоа е едно од објаснувањето. Ама многу добро прашање и многу добар изговор, да кажем. Јас сметам дека напротив, ако ние го зајакнуваме граѓанскиот карактер на државата, тогаш никому нема да му пречи било која институција во државата која има некакво републичко и државно ниво и карактер, да му пречи називот македонско. Во Франција се што ќе се именува како француско подразбира вклученост на бројни заедници и лица кои по потекло можат да бидат италијани, од Магреб, од Алжир, од Индија, од Кина и така натаму. Никој не се чувствува со тоа повреден. Значи, граѓанската држава подразбира надетнички пристап и јас мислам дека ние во Република Македонија во минатото имавме еден многу добар процес во кој што државата се развиваше во насока на постигнување на тој граѓански карактер и надминување на разликите од етнички тип, така што сите се чувствувавме за граѓани на таа држава. Сега ние напротив значи создававме нација.
Сега ние се враќаме на некои архаични форми, на етнички заедници, на етнички групи. И со овој список на преименувања точно се покажува дека од македонскиот епитет или атрибут, како сакате, од македонските институции, од називите со македонски се задржани само неколку кои парираат на соодветните етнички институции на албанците и на турците во Македонија. Тоа е. Професорке, мораме да напоменеме дека ова е направено согласно Преспанскиот договор. Ова е, значи, исплицитно значи забележано во Преспанскиот договор во однос на употребата на продавките. Значи во Преспанскиот договор македонски во однос на државните институции и на оние кои се финансирани од државата. Значи, именно зашто се прифатило воопшто со Преспанскиот договор да се навлегува во идентитетските прашања. Да. Мислам, тоа е проблем. Проблем е затоа што ние, значи, од еден конститутивен народ, македонскиот народ, и од една држава која што градеше надетничка категорија нација македонска, во која што сите партиципираат, независно од нивното етничко, религиско и друго потекло, одеднаш се вративме, ретариравме на некои категории кои се преднационални, предграѓански, па и параграѓански. Да. Добро, господин Иванов, само пред да ве прашам, сакам да напоменам за гледачите, значи само дека во вечерашната емисија беше повикан и представник од владата кој требаше на најдобар начин можеби да ни објасни оваа промена во однос на договорот, но таму ни кажа дека поради презафатеност и низ други причини, според нив објективни, тие не може да пратат представник во оваа емисија. Добро, како и да е, продолжуваме. Господине Иванов, како вас има доста забелешки и од опозицијата за преименувањето, дека задира директно во идентитетот вие? Кога зборуваме се од последното за ставовите на опозицијата, тие се познати уште пред подпишувањето на Преспанскиот договор. Ова е се рефлексија од Преспанскиот договор што сега се случува. Јас можам речиси или скоро или во целост да се согласам со искажувањата на академик Ѓулавкова. Држат сите нејзини тези, но при тоа ние забораваме еден ноторен факт, а тоа е дека ние со Грција седнавме да направиме договор, да направиме компромис. И тој компромис се влече 27-8 години. Таа битка за решавање на спорот што ни го наметна Грција, ќе кажам и се согласувам, Грција ни го наметна, ние не блокира по сите основи за некои наши раздвојни интеграцијски патишта, на што се определиле сите политички партии, го има тоа во сите програми. Граѓаните излегуваат на избори, гласаат за тие партии што во тие програми имаат интеграции вакви или онакви. И сега ние наеднаш се чудовидуваме што ни се случува. Па ние сами свесни влеговме во тоа да фатиме еден друг курс во развојот на македонското општество и на македонската држава и да се движиме натаму, да не тапкаме во место, бидејќи се еволуира и светот, и животот, или човекот, околу прашањето за идентитетот. Тоа е толку лична и толку колективна работа, да не знам како може да се издвои, да се излачи, што викаат идентитетот, поради тоа што ќе се преименуваат фирмите на институциите, насловите. Субстанцата, културолошката матрица, се нивните производи. Таму е нашиот идентитет, во културата, во уметноста, во создавањето, во творештото, во напредокот, во економијата, ако сакате, во тоа во што сме ние како народ, како нација независни. Нашето општество е стратифицирано, ние сме мултиетничко општество, колку и да сакаме да викаме Македонија е наша држава на македонците, но во неја живеат и други, тие треба да се чувствуваат македонци, но не се чувствуваат. И сега што правиме? Зборувам за внатрешната состојба. Јас ми се лутат историчарите, си ја земам таа слобода, бидејќи сум новинар, не одговарам пред ништо и пред никого, не сум ниту научник, ниту имам професорски академски титули, за да застанам зад некои мои дела, кои се научна основа. Но можам слободно да кажам дека ако мојата улица во која живеев, не знам, Ленинова 30-40 години, сега е минута трети, јас не гледам дека сум го променил идентитетот, ниту па идентитетот на моја улица. Не ми е драго што го променија, бидејќи од дете сум растал таму, по навик. Сега македонската телевизија ќе се вика национална телевизија. Терминот национално не значи одродување, тоа значи
секоја држава може да ги крсти според името на државата или може да крсти во терминот нација да подразбира едно општо име што ги опфаќа сите во државата. Значи сите, буквално или во конкретната институција, национална. Зошто го правиме ова? Го правиме токму поради компромисот. Никој доброволно не сакаше во Македонија да го промени името. Но ние се решивме да бараме решение. Решението е најдено. Решението е болно, многу е болно, поготово за еден широк граѓански слој македонци се покажа и на референдумот, е емотивно болно, бидејќи не сме навикнати, но со време ќе еволуираме, ќе навикнеме. Јас едино што цврсто стојам и тврдам дека со овој договор, со сите овие преименувања кои се компромис кои ги правиме како рефлексија, како последица на преспанскиот договор, или на промената на уставот, нашиот идентитет не може да се промени. Едноставно непроменлива категорија е. Тоа е нашето чувство, нашата дружба, нашето знаење, нашата култура, нашата уметност. Не можеме да го сведеме идентитет. Само уште ова да кажем, ако на Македонската академија и не е точно дека се менува институционалниот идентитет, нели? Ако кажеме дека е тоа Национална академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија, ете го нашиот идентитет. Значи, на која држава? На Северна Македонија. Може така најлаички, најпросто да дефинираме. Но ако сакаме да влечеме само национална телевизија, чива телевизија не знаеме од Марс сме паднати, па знаеме дека е на Република Северна Македонија. Како чива телевизија? Тука е наша, тука живееме. Точно е дека убаво ќе ни беше, таа се викаше порано телевизија Скопје кога бевме во Југославија. Па никој не притискаше, немаше ни протести, ни штрајкови, ни настојување, ни науката, ни академијата не рече дајте таа да крстиме македонска телевизија уште тогаш, уште 50 која година, 58-63, или радиото, македонското радио беше Радио Скопје, така? Сега ќе биде национално радио. Во суштина ништо не е променето. Битно е каква е нивната програма. Што тие ќе презентираат на нас слушателите и гледачите. Суштината е дека имаме фактор на присила и на принуда. Се согласувам. Према тоа не може да биде исто кога некој врз принцип на самоопределување ќе си одбере свое име и своја институција и назив на институцијата и кога го менува тој назив врз присила од надворешен фактор или од некој внатрешен фактор. Ние треба да ги почитуваме меѓународните конвенции. Според меѓународните конвенции е правото на самоопределување, вклучително е правото на етничко определување и во таа смисла и правото на етничко именување на одредени институции е неприкосновено. Ние ги почитуваме, но грците не ги почитуваат. Значи, и сега што правиме, имаме проблем со нив, нели? на држави во светот не призна под нашето уставно име. Значи, само за една држава ние направивме огромни отстапки. Знаете дека тие, на патот на кој што сакаме да одиме, да се движиме, да еволуираме, тие 140 држави секоја чест, но ништо не ни значат. Бидејќи ние сакаме да ние сакаме да влеземе во два други клуба, тоа е определбата на целата политика, на целото општество, и сега пречката сакаме да решиме. Уште 240 држави да не признале, ние ќе останеме надвор од интеграциите. Затоа зборувам, кога зборуваме за идентитетот, за губење на ова или она, за преименување институции, мислам дека секогаш многу е важно да се вратиме и да се подсетиме дека е направен еден договор под присила, дека ние македонците сме повторно повредени. Историски, ако гледаме целата наша историја, етничка на македонците ни спорази. Секоја. И 903-та, и 44-та не дојдовме до Солун, до Халкидики, не знам и 93-та Фиром не примија, не бевме македонци, нели? И 2001 изгубивме битка, етнички се карикира малку, нели? Со конфликтот воен. Јас мислам дека овој пат очигледно... Сакам да кажам само, ни сите тие порази наши, еве и ова нека е пораз пред Преспанскиот договор, ние сме направиле некој национален и државно институционален чекор напред. Секогаш. Тоа ми е Не сум сосема убедена, затоа што според демократските норми требаше референдумот по однос на нашата интеграција во меѓународните структури, како што е да кажеме НАТО или Европска Унија, да бидат спроведени правилно, кога ќе дојде време, со задолжителен референдум и со почитување на резултатите од тој референдум. Овој референдум, таков каков што беше арбитрарен, задолжителен и така натаму, не го даде очекуваниот резултат, односно не помине според стандардите законски и уставни. Зошто луѓето не излегоа на гласање, академик Чулавкова? Зошто не излегоа? Затоа што најголемата опозицијска партија во моментов, која беше на власт 10-12 години,
правеше таква кампања за бойкот и нормално цензус. Политичките партии постојат да ги мотивираат луѓето да се изјаснат, а ние ги мотивираме луѓето да седат дома и после викаме, ама не беше и власта што да прави? Нормално, мудро вика, добро, нема да донесам важно ваков резултатот од референдум. референдумот беше проблематичен. Ова што сакав јас да го кажам ја околу суверенитетот. Ако ние донесуваме крупни одлуки по однос на устав и закони врз основа на притисок и барање и налог од страна на друга држава или од други инстанции надворешни, тогаш имаме проблем со нашиот суверенитет државен. И тоа е веќе работа што ние треба да ја промислуваме во Но ако ја континуитет. земете Европска унија, колку се таму 29-30 држави или во НАТО се 29 држави? Па таму ни една држава нема целосен суверенитет. Сите здружили, ние во Југославија немавме Точно целосен, е, немавме тоа ниту дека- надворешни дека- работи, ниту своја монета, ниту имавме во Југославија надворешна политика, ниту своја армија, ниту своја национална економија, така? Ништо немавме, а пак бевме македонци. Тоа сакам да кажам. Не, тоа така се релативизира идентитетот. Па, Ние јас- сме имале идентитети пред илјадници години, меѓутоа идентитетот Пред кои илјадници години? се Добро, тоа е потврдува со државни институции и добива сосема друг квалитет Добро, кога ама зад ние до него 44-та застанува. немавме идентитет, имавме. Сега Нормално, ма тогаш имавме Сега имаме заштита од сите институции. државни институции кои не негираше. Македонскиот јазик беше еден официјален јазик на Федерацијата Југословенска, заедно со српскиот, хрватскиот и И словеничкиот. сега е автономен, единствен во светот. Добро, професорке, Добро. токму Сакав ова нешто, прашање, токму ова ми е едно од прашањата, токму ова што го кажавте сега, но владата тврди дека токму со Преспанскиот договор конечно се затвора тоа прашање во однос на јазикот и на идентитетот. Значи, Грција, која најмногу го проблематизира македонскиот идентитет, заедно со Бугарија, да речеме, може би делумно и Србија на некој начин преку црквата, но Грција директно, сега го признава македонското право на самоопределување. Иако директно, значи, не вели дека ја признава македонската нација, но вели го признаваме правото на самоопределување, а јазикот де факто го признава во Преспанскиот договор. Значи, јазикот е ставен како македонскиот македонски. карактер на македонскиот јазик се признати Да. и тоа е единствено кое што е така да речеме јасно, експлицитно Да. во корис на еден значен сегмент на македонскиот идентитет и на наследените факти и институции од бившава држава Република Македонија. Но до последниот допис што е објавен деновиве нели на вебсајтот на Министерството за надворешни работи на Грција се кажува прецизно дека експлицитно дека тие не признаваат македонска нација. Во членот 7 во едната алинеа се зборува за македонски идентитет во првата страна, во Грција, и за македонски идентитет во Северна Република Македонија. Се признава и право на народ, ама народ, people на англиски значи луѓе. Никаде не стои дека признаваат ни етнос, ни нација. И тоа сега се реперкуира и се проектира и врз промената на нашиот устав, на преамбулата на нашиот устав, на ревизијата на статусот на АСНОМ, на конечно на преименувањето на институциите. Јас да не заборавам нешто што ми е многу важно околу институциите, да кажам. Да речеме, сакаме да го миноризираме влијанието на ова преименување, ама јас мислам дека е многу важно. Зошто е важно? Во принцип не треба, ако е само иницијативно и од некои објективни причини, нели, и право на самоопределување, се договараме македонската радиотелевизија дека биде само радиотелевизија на државата. Ниту Кина, ниту Франција, ниту Британија. Не, ова сакав да кажам. Значи имаме ние ваква ситуација. Контекстот е многу важен. Воопшто во јазикот, во лингвистиката, за да одредите вие дури, како да ви кажам, значење на зборот вода и на чашка зависи од контекстот. Во Македонија што се случува? Прво, Грција од 25 година до граѓанската војна 40-тите, 50-тите години со закон систематски ги смени, да кажеме, сите називи на топонимите кои се славомакедонски, така наречени, значи македонски, во грчки, и се тие сега непрепознатливи со исклучок на микротопонимите кои многу тешко се менуваат. Местност, некоја чешма, некоја ридче, некоја и така натаму. Кажал и јавно и сум напишал, грчката политика према Македонија и особено према македонците е фашизоидна се уште. Јас не бегам од тоа. Но прашањето е сега дали можеме да бидеме мудри. Не, Јас тоа го сакам гледам во овој контекст да кажам просто какво значење за мене има, не е толку трагично се што се променило со имињата таму, но да дојдеме до една вака по објективна анализа. Значи таму се направи
еден вид културоцид на топонимите, значи на меморијата на територијата. Секоја територија, земја, почва има своја меморија. Таа меморија на некој начин е проектирана во вековните имиња. Вековните имиња на целиот Балкан, речиси, значи, а особено на овој дел географска Македонија се тоа на Косово имаат. сега му се случи и му се Да, случува. еве да кажам по однос на Не е ништо Македонија, ново. значи имаат македонско-словенски карактер. Не грчки, не грчко-македонски. Оти Преспанскиот договор прави разлика меѓу дистинкција меѓу грчко-македонски и славо-македонски. Сега, Хеленски 2004 година ние правиме територијална реорганизација и носиме закон во самата Република Македонија, не знам кој од нас тоа го бараше, дали Грција или кој, ние ги менуваме, ги преведуваме сите топоними во Република Македонија на албански јазик. Значи, топоним не се преведува. Тој само буква по буква може на друго писмо да се транслитерира. Добро, Значи, ние- и тука направивме ние внатрешен еден, како да кажем, греф ние према го- меморијата на територијата. Само ова да кажам. Сега, во овој случај имаме повреда на меморијата на државните институции. Ако сакате вие да имате стабилност, развој, континуитет, вие морате да го одбраните тој континуитет преку одбрана на државните институции. Не. Создаваме ние вака, значи светот се движи еволутивно, ама и револуционерно. Ајде да кажеме овој период за Македонија и за нас македонците, тој е револуционерен, каде што не вашат ни правила можда ни, но имаме проектирано некој пат по кој сакаме да се движиме. И револуцијата 44-та со револуција или не знам со воено востание и така натаму дошла до оваа држава. Сега идеме натаму во некои други води. Македонија не може да стои во место. Во тој аспект за топонимите во право сте, но ние Парис, не, парижаните не го викаат Парис, ние го викаме Парис, така? Им го менуваме топонимот, не им го менуваме, тоа е нашиот Тоа израз. само прилагодување на начинот на кој што на овој во друг јазик се изговара. турбулентен Балкан, тоа кој како освои територија, кој има тапија, кој успеал со меѓународен фактор или без или на воена сила нешто да направи, да уграби уште една пета земја, си прави таму што сака на таа територија. Не дека грците притиснале. Ние сме мултиетничко општество. Колку и да сакаме да кажеме дека Македонија е држава на македонците, мора малку да се подразбудиме, според мене, може би грешам, сите. За општо добро на сите заедно овде во држава, бидејќи трета држава нема никој од граѓаните на Македонија. Секој кој е овде роден, тоа е негова држава. Никој не тврди дека Македонија Значи, е ако само е така, држава ние не на можеме на македонците. луѓето на сила да им наметнеме на тие што не се македонци во Македонија, по етничка припадност, а се македонци по род, не велам по државенство, туку и по род, може имате и 2-3 пасоши, како што имат македонците, бугарски или не знам какви. Значи, тоа се овие граѓани. Како ние ние не можеме да кажеме Македонија е држава на македонците и ние сме домаќини македонците, а сите други се гости тука или има да се однесуваат и да се чувствуваат така. Од каде почна тој дискурс? Кој го наметна тој дискурс? Па тоа е таа Па национална тоа е таа колективна вина што ни се наметнува дека секогаш кога се покренува прашањето за некаква македонска држава, дека македонците вршат малтене геноцид над Не, вие другите рековте дека малцинства. македонскиот народ е носител на напротив, суверенитетот. јас мислам Ама дека- поминаа тие времиња. Дај малку, може и малку порелативно да ги порелаксирано, идат нови генерации. Ние сме македонци во своја држава Македонија, учиме македонски јазик, имаме македонски институции, развиваме македонска култура, албанците во Македонија развиваат албанска култура, а се македонци по припадност на државата по државност, не знам, турците, ромите и така натаму. Тоа е нашето милје. И ние не можеме да речеме стоп за сите други. Ние ќе бидеме тоа. Никој не се обидува да го Зборувам каже. за внатрешното уредување. За надвор, јас верувам, еве во Грција јавуваат и медиумите, се менува расположението и кај грчкото население. Пред малку реков дека секогаш грчката политика према Македонија и поготово према македонците била фашизоидна. И таму се менуваат релациите. Еве дојде некој друг премиер кој малку помеко гледа. За 20, 30 или 50 години овие можда пак некој ако сака да прекрасти државата, може пак ќе се вика Република Македонија, не знам како. Ќе помине тој наплив шовинистички и во грчкото општество. Но тоа е Јас сакам Балкан. да кажам нешто, да се вратиме може во новој список, Добро, од што покажува тој. Дали со Преспанскиот договор? Со договорот со Бугарија. Значи, договорот со Бугарија кој е исто така проблематичен за многумина, но на некој начин дава една основа за добрососедски односи, за развивање понатаму. Некако се обидува историјата да ја стави на страна,
да се направат добри политички односи, историјата на некој начин не да се менува, но да се најде некој заеднички јазик да се прилагоди за да може да се изучува и во Македонија и во Бугарија нормално да се течат тие процеси. Значи, сега го кажувам контекстот. Се направи договорот со Бугарија, се направи Преспанскиот договор таков каков што е, нели, еве дискутираме со сите негови доблести и мани. Се прави обид да се реши и црковното прашање преку некакво признавање на Македонската православна црква, можеби под како друго Охридска, име, како Охридска, но сепак да се најде, да се дојде до меѓународно признавање. И сега еве има анализи дека на таков начин во целиот тој контекст на некој начин се затвора и македонското прашање во однос на неговото проблематизирање од страна на соседите, се затвора, државата се дефинира, влегува во НАТО, почнува процес за влегување во ЕУ и веќе тоа се става на страна. Гледате ли, еве, можеби од друга страна на тој процес така? Да, вака јас мислам по однос на, да речеме, договорот со Бугарија, што го имам читано и го имам коментирано на еден наш состанок во Ману, заедно со некои колеги од БАН, би кажала дека тој договор не е толку проблематичен, дека ние малку повеќе го правиме во толкувањето на договорот да биде проблематичен. Во еден член само мислам дека беше број 8, каде што се зборува за историјата и потребата да се дискутира за учебниците и за толкувањето на историските факти. Значи, тој договор не е толку проблематичен, тој договор е отворен, секоја од страните две може да излезе од него ако почувствува дека нели реализацијата на договорот прекршува некои нивни норми. Тој договор е добар и од гледна точка на толкувањето на историските факти, затоа што на некој начин, мислам, почитува принцип на инклузивност. Значи, факт е дека во историјата ние сме имале заеднички моменти, оти сме биле дел од исти империи и културно и јазично сме биле многу блиски, па и популацијски. Јас им кажав на колегите во Бугарија на една научна конференција, ама и на телевизија таму зборував, дека и они, современата Бугарија и бугарска држава и бугарите треба да бидат свесни дека според нивни податоци околу 20% од бугарскиот народ, од бугарската нација се македонци по потекло. Ме разбирате, значи, како што кај нас има друг тип на, да кажеме, бугарски граѓани со бугарски пасоши, од X други причини, економски или некои други, и треба ние за тоа да размислуваме и да дискутираме, така они треба да знаат дека там нивното ткиво национално содржи и македонски елемент. Значи, ние треба да имаме пријателски односи. Но тие македонскиот идентитет го разбираат поинаку, го разбираат како регионален, а не како етнички. Значи, ние со Преспанскиот договор се сведовме Македонија на географски поим, но независно од тоа сега. Мислам дека тој договор отвора можност за научни, интелектуални дискусии околу статусот на некои настани и некои историски личности, како што е, да речеме, Цар Самуил или како што е Григор Прличев или се едно кој. Значи, не треба да се предаваме однапред, бидејќи ако дискутираме врз основа на факти, ние можеби ќе ги разубедиме нашите колеги, нели, да мислат малку поинаку и да го почитуваат малку повеќе македонскиот културен идентитет. Така што јас не гледам толку трагично на овој договор со Бугарија, макар иако не сум сосема во текст што се случува со тие комисии, како се одвива. Но не ми кажавте во однос на големата слика, што мислите во однос на контекстот на сите овие процеси кои се случуваат и во однос на анализата дека на некој начин, како што кажав, се затвора македонското прашање еднаш за секогаш. Значи, мислите ли дека можеби постои таков еден процес? Јас во принцип сум малку скептична, затоа што еве гледаме податоци некои, да кажеме, од некои членки на НАТО, населението врз основа на некои анкети, но во мнозинството е против зачленување на Македонија. Не викам јас дека нема да се зачлени, не викам јас дека не е добро да се зачлени. Лично, мојот став е ирелевантен, да кажеме воопшто мојот однос према воени сојузи е резервиран. Мислам, тоа не би ми менувало, јас не би жртвувала ништо од државата за таков тип на зачленување. Европска унија е веќе нешто друго, да речем. Значи, не мислам дека само од себе ништо нема да се затвори. Од нас зависи овде дали ќе направиме сега хармонична, стабилна атмосфера и да прекинеме со овие навистина травматични ситуации кога емотивно реагираме,
кога непотребно се стануваме чувствителни на овие етнонационални дискурси, па сега да ви кажам, нормално е да се запрашаме како е можно да кажеме едниот од кандидатите за председател да зборува за тоа дека не може да има Македонска академија на науките, зашто во таа Македонска академија на науките членуваат и албанци или власи или срби по потекло и така натаму. Добро, нашиот проблем, ја пак ќе повторам, е во тоа, академик Чолавкова, што ние етнитетот го сваќаме многу лично, не го сваќаме како државен, како Македонска академија, па таму работат и албанци, не знам, турци и други националности. Тие не се чувствуваат како македонци, затоа што мислат дека ние македонците тоа им го наметнуваме по етничка припадност, не по институционална припадност. Од таму предпоставаме реакцијата и на председателскиот кандидат. Мислам дека е невнимателна таа реакција. Затоа што реагира, колку што ја сватив нешто на вести, реагира и академици албанци кои проговорија на албански јазик во академијата сега пред некој ден. Вие нешто реагиравте, ми се чини така. Значи, тие ќе помине време. Јас велам, ова се некои револуционерно и еволутивни патишта. Ќе си легнат работите. За нас е многу важно ова што вие го рековте. Ние мора внатре да си ги средиме работите институционално, правно. За економија не сакам ни да зборувам, но за правниот поредок, за правдата, за еднаквоста на граѓаните, тоа од нас зависи. Тоа не може никој да ни го наметне. И секогаш кога повторно ќе речем зборуваме за ова, да не забораваме дека ова со Грција е компромис и тоа болен компромис за нас, но е нужен, според мене. Според моето скромно согледување за тоа каде е Македонија, нас ни требаат интеграциите поради ова што го рековте Европската унија, поради стандардите тамошни. Малку да дувне тој ветер овде, малку да не култивизира, па ние уште плукаме по улица, уште сметот сега колата, ова моја малечка ја паркирам, нема кај да застанам од смет тука околу овие објекти. Ние тотално кој патриоти сме ние кога плукаме по својата земја, кога ставаме сметот на земја, цела матка одете на заштитна зона, сега се крева галама, одам често натаму. Тие луѓе што таму живеат, сметот не го собираат, по тие сокачени улици, фрлени шпорети, душеци во шумата на матка, за водно да не зборам, на секој излет и оставаме. Се случува ли тоа во некоја Холандија, Шведска, Данска? Цивилизацијскиот код нека да се преломи. Сакам да кажам, тоа малку тој ветер културолошки да дувне од натаму. Тоа се моите настојувања за интеграциите и тука го правдам компромисот, со ништо друго. Дали господин Иванов, сака да ве прашам, во однос на преименувањето направене, значи методологијата е таква, например, каде што било предавката македонско-македонски, сменето е со национално, да речеме, во најголем дел, има некои исклучоци. Сега интересно е за македонската радиотелевизија. Таа ќе се вика национална радиотелевизија, македонската информативна агенција ќе се вика национална информативна агенција, македонската опера и балет, национална опера и балет. Сега има некои Тоа се термини, само да упаднам, национални во смисла на државност. Да, во ред. Тој термин е, вие имате Обединети нации, таму не се етнички нациите, туку се Обединети државите. Значи, Обединети организација на Обединети нации. Тоа се 100-200 држави колку се. Значи, тоа се држави, но таму се именуваат како нации. Тој термин англиски, академик Чолавкова ќе помогне околу тоа, можеби повеќе меѓународни тие дипломатски термини. Само сакав да прашам, само да бидеме јасни. Јас тука го гледам, не знам, не сум имал ни со влада контактни консултации, не знам од каде, ова што слушам од вести, но е дел од договорот реализација, нели последица на преспанскиот ова преименување, но терминот национален означува државен практично. Да. Ама имаме, ние знаете, мислам дека многу арбитрарно е така на куп опфатено се. Например, имате употребен термин национална установа и за обично училиште во Охрид или во Дебар, се едно каде. Имате и за републичка установа, имате и за меѓународна установа. Значи, од Струшки вечери, да кажеме, кој што има, освен што е лоцирана во Струга, ма сепак има и меѓународен карактер и таа е национална установа. Национална установа е основно училиште некаде, национална установа е библиотека. Се што е државно и национално, значи, во тај смисла. Можело некаде и тоа да се избегнати паѓа во очи. Основно училиште и во Дебар и во Делчево, ако е основно е национално, државата, тоа е имот на државата, собственост на државата, не е приватно. Национално не може да биде локалното национално. Инаку со договорот приватно училиште може да го крстите и голема Македонија. Не, просто немало потреба се да
да се претвори во Јас сакам национално. друго да Ве почнам прекинав, на, да. на методологијата, да. Например, дали може би требало да се направат некои остапки од методологијата, особено во однос на институции кои имаат некој интернационален карактер или кои излегуваат на меѓународна сцена често, да речем како Македонската радиотелевизија, како Македонската информативна агенција, кои ќе бидат национална радиотелевизија и национална информативна агенција, но без додаток на Северна Македонија. Значи, зборувам за формалното име. Тие, кога ќе се кажат, да, ќе кажете национална телевизија од таа од Северна Македонија. Но не ли Не, мислите... од на или на. Но не ли мислите дека би било подобро во формално во името да беше именката Македонија да се сочуваше, да биде национална телевизија на Северна Македонија, како што е еден од предлозите сега за МАНО, да речеме. Значи, А сега именката Македонија ќе беше извадена. ние да немавме договор, да немавме потреба од договор, нели се да си останеш и да си се развиевме без никакви притисоци. но сакам да кажам, ова е согласно договорот, не е спорно. Значи, можело да биде национална телевизија на Северна Македонија. Тоа е согласно договорот. Предлагачите на тие решенија треба да дадат одговор Да, за тоа. да, Не за знам, тоа не сум е упатен, јас штета ова исто што го знам. тука нема Објаснете, никој од владата, не да. знам колкав е обсегот, нели, кој произлегува од Преспанскиот договор, на кои варијанти, какви варијации се можеле да се изведат Паѓа од во тоа. очи дека дури установи како македонски шуми, Македонија пат, македонски железници се преименувани без македонски, туку на Северна Македонија. Кому му пречи да се вика нешто Македонија пат? Коле на грците се им пречи што е Македонија и тоа нека го изживеат и тие, па ќе видиме натаму, ви реков, за 30 години ќе има и други политичари, други генерации, посовремени, глобализацијата иде, дигиталната технологија прави чуда, нели? Ги руши сите бариери, но за мене е важно дека во македонскиот Од друга страна, идентитет знаете ништо што не е е черно. единствено останато од каде е задржан атрибутот македонски, само кај Македонски народен театар. Да. Значи паралелно или аналогно на Турски народен театар и на Албански народен театар. И тоа е за мене едно од сведоштвата, еден од аргументите со кои се докажува дека всушност македонско се задржува само како етничка атрибуција, а не и како И кај музеот на македонската да, борба. да, и кај музеот на Македонија, ништо друго. Да. Добро, ама сега со ова практично јас се согласувам и вие потврдувате дека Значи немаме таму- граѓански карактер. Не, таму каде што е идентитетот, каде што е културата, каде што е македонски народен театар е македонски, затоа што има и турски и албански. Ете се разликуваме Да, внатре значи- по етничката значи припадност имаме на три создавање на етнички таа театри. уметност. 3-5, можда ќе имаме ромски Македонска театар, филхармонија, имаме... што пречеше да остане бе Македонска филхармонија? Мислам, Може и па тоа не било несреќно име уште кога го дали името на ова. Дајте некој ново Па име нека по биде. современост. Се шегувам малку. Така, Ќе навикнеме на некои работи кои се прават без наша волја, но со некоја наша друга цел, нели? Да, добро, ние сега треба да направиме на кратка пауза за реклами и за брзо се враќаме во студиото, останете со нас.